Момент кој не одбира, момент кој не прашува, допира до сршта на уметникот за перото да почне да везе. Креирање ноти, болка на лист хартија, измешани чувства за на крај публиката од тоа да направи вистински музички хит. За првото искуство со перото, Роберт Билбилов ке рече: За мене рацете се најважното нешто од целото моје тело, затоа што со нив создавам, со нив креирам, со нив правам музика. И почнав многу рано, на 16 години, мојата прва песна беше на 16. Немам многу текстови во мојата кариера, не сум се потпишал на многу текстови, но имам многу песни и аранжмани. Ретки се оние песни кои што имам што сакам да кажам и тогаш нели ги правам. Ако го почувствуваш, ако навистина сакаш тоа да го кажеш, кое што го има во самата песна, како енергија, тогаш влегуваш и пееш. Април е месец кога се расцутува, убавина од свет која здивот го одзема, како во природата, така и животот во нас. Мојата светлина е Давид и најверојатно он е мојата најголема инспирација. Сеќавам дека се е убаво во април беше настаната кога ја дознав дека ќе станам татко. Но мајка ми и беше роден ден, пошто она е на 4 родена, 4 април. И тогаш решив да изненадам, да купам нов шпоред. И тогаш со еден пријател решивме нели да изненадиме. И баш пред зграда се сеќавам, ја го фатив шпоредот од оздола да го фатам. И некако успеав да се исечам. И нормално со преврска слично. Тогаш требаше да снимам со Анета Качуркова во студио, да снимаме некои пратечки. И тогаш само пробав да видам дали можам така со преврска да можам да видам дали можам да свирам. Така настана се убаво во април, онака спонтано. После дождот изгрева сонце, а со тажен текст мора да внесеш весела нота, за таа истата да биде внесена во листата Евергрини. Во тешки моменти сум морал да работам и да правам песни. Сеќавам 2003 година, кога го работев албумот на Каролина, сеќавам дека тогаш направив сообраќајка и имав елече, гипс и нормално бев ваков, не можев да се мрдам, но ја морав некако да работам, да миксам и слично. А тогаш кога за Белја имав највеќе работа, правев многу песни за надвор, работев за стварно навистина големи изведувачи тогаш. Што не се јавуваш, ништо не пишуваш, кога ти вртам ти не ми одговараш. Знам што се случува, колку се 2 и 2, само да знаев барем зошто или кај сум сгрешил. Не до мене, сакам да размислам, 1-10 пати пред да се отворам. Тогаш работевме со Бојана, го работев албумот. Тоа беше првата песна на која почнавме да работиме, но за жал првите неколку месеци, па можеби пола година, песната нигде не свиреше на радио и ја имав, да кажам, на некој начин момент со Бојана и со незиниот татко, дојдоа ке мене и као, што правиме? Што се случи се? Зашто не функционирало? Ние дојдевме овде за да идеме негде некоја скалило погоре. Стагнираме. Но тогаш, да бидам искрен, се уште Македонија беше некако затворена за некои нови правци, некој нов звук, некој нов дизајн, нешто што го имало во Америка, но се сеќавам имав еден настап во Штип и ги пеам сите мои песни рендом. Нормално имаш реакција на сите, пеат со тебе, но како последна песна, бидејќи тогаш само што се појавише, се вика после неколку месеци, и викам имам една нова песна, дует со Бојана и со Тони Зен, само што почна песната Вај, Делириум. И викам, значи тоа е тоа, уствари луѓето си ја сакаат песната, но некој сака да ја бойкотира. И веднаш после тоа што се врати во Скопје, као да некој ја пушти песната и почна да се врти. До мене седиш ти, од тебе примам чудни вибрации. До мене седиш ти, од тебе примам чудни вибрации, непознати.
стихови кои публиката ги обожава, а на овој хит Роберт се сеќава со подлабоки чувства. Тогаш се заљубувавме и секоја болка била огромна и сме ја чувствувале кој знае како. Секое, да кажам, на некој начин изневерување било катастрофално. Во песната нема ништо мамено, све е кажано. Лажи ме, не ми кажува и се, што помалку знам, толку подобро е. И навистина е така. Кога нешто ќе отпееш како текст, внимавај каков текст отпеваш. Бидејќи, кога го пееш и го пееш од душа, најчесто се поврзаш со универзумот и универзумот може да најде начин to make it happen, да ти се случи тоа. Затоа што кога ти веќе пееш песна, нормално сакаш да пееш нешто што го чувствуваш и што сакаш да им го покажеш, да им кажеш на луѓето што уствари ти чувствуваш во моментот. Музиката ни милува душа. Моменти се испишуваат, а вашата песна ги враќа спомените. Парфем, песна или одредено ваше омилено место може за момент да пробуди чувства кои одамна сте мислеле дека заминале, но тие секогаш ќе живеат во вас.